За 20 до 30 денари пониска е цената за откуп на жива мера свинско месо. Од 140 денари за килограм сега се откупува за 120 денари. Но и оваа цена е задоволителна, велат одгледувачите на свињи, со оглед на фактот дека јачменот и оваа година беше со цена од 10 денари за килограм. Намалување има и во маркетите, вели Гоце Серафимов, но додава дека тоа е мал процент и затоа е тешко приметливо кај купувачите. Сега цената е малку падната на живата мера, од 140-150 денара падна на 125, 120 плюс 5% данок. Меѓутоа, добра е таа цена моментално. Моментално цената е добра, па ќе видиме нас. Према другите работи, према житариците исто и оваа година беше ефтина под 9-10 денара купија ечмено, пшеницата. Во меѓувреме се обновуваат и фармите каде претходно имаше африканска свинска чума. Серафимов посочува дека свинскиот фонд е намален, но тоа не представува опасност дека ќе има недостиг од свинско месо. Намалење, меѓутоа не е у кој знае каква количина тоа и бројка. Моментално обновуваат се сите тие фарми што претходно беа зафанати со африканска свинска чума, што значи дека горе-доле е задоволен пазарот на свинско месо. И додека од една страна паѓа цената на живата мера свинско месо, од друга страна граѓаните велат секое влегување во продавница забележуваат нови покачени цени на производите. Велат промени има кај се, ама најзабележителни се кај млечните производи зеленчукот. Јас не забележувам најповише на млечните производи и на месото. И на зеленчуците, и на зеленчуко. На патлиџано на 120 динара, нешто не можат луѓето да си дозволат сега да си купат ние кило патлиџан и нема квалитет. Нашиот квалитет го нема, пошто јас сум не производителка и произведувам се за домашни производи. Имаме не патлиџан екстра, меѓутоа со помала килажа. Ние старите на тоа се гледаме. Месо не употребуваме многу. Да ти кажам отворено. Повише нешто на зеленчук одеме. Не многу работи е покачено и нема што да се збори, џабе е што зборам. Во меѓувреме ССМ објави дека минималните месечни трошоци пораснаа за нешто повеќе од 600 денари, споредбено со